Безбедност на сообраќајот на патиштата 2026-2030 година. Дали некој има забелешки во однос на предложениот дневен ред? Кој е за усвојување на дневен ред? Едногласно, против и воздржани нема. Констатирам дека предложениот дневен ред е усвоен. Се прашани на тема што е за нив најголемиот прашање кое што е поврзано со безбедноста, така да ценам дека ова навистина заслужува посебно внимание како национална стратегија за безбедност која што ја предлагаме да биде усвоена за период 2026-2030 година и сметам дека она кое што е дадено како влог, напор од страна на Министерството за внатрешни работи, од страна на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, од страна на професорите, од страна на експертите, од страна на сите оние кои што беа инволвирани во изминатиот период за да создадат една ваква стратегија. Сметам дека виднина и текако ќе дадена вредност да ја имплементираме заради тоа што главните цели кои што се предвидени во рамки на наистина словно можеме да кажем дека се благородни и огромен допринос се виде тоа генерално за Македонија и за македонските граѓани. Од основната визија, да кажем, и мотивот на стратегијата, тоа е дека секој живот е важен. Се стреми секоја една европска држава да достигне, тоа е Vision Zero и Safe System, тоа е рамка која што се стреми да до крајот на 2050 година имаме нула човечки животи по последица на непочитување на сообраќајни правила. Треба се да направиме за да може да го постигнеме оно што го има во рамки на овие и глобална стратегија за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Она кое што се главни цели поставени во рамки на оваа стратегија заклучно со период 2026-2030 година, до 2024 година за 50%, намалување на број на загинати лица за 50%, намалување на број на тешко повредени лица за 50% и зголемување на употреба на сигурности појавки и заштитни шлемови, односно народски кажано кацеги, за над 90% кои што при непочитување на пример да речеме на овие последни правила игра, имаме нажалост најголем број на смртни случаи, особено на мотоциклисти во нашата држава, да кажеме податок за јавноста, нажалост во месец август најголем број на смртни случаи имаме од луѓе кои што управувале мотоцикли во рамки на сообраќајот. Тоа е 6 жртви кои што ги имаме. Мислам дека 4 се жртви кои што се учесници во сообраќај со употребување на мотоцикли. Навистина, сите овие цели кои што ги поставуваме се благородни и се надевам дека со максимален напор на оние кои што се најмногу инволвирани во овој дел, тоа секако е Министерството за внатрешни работи, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Овој законодавен дом како носител на сите најважни активи во државата, но секако и секој еден македонски граѓанин, сите општо сите компании кои што беа вклучени во рамки на целокупниот процес на општествена одговорност, така да кажеме, за да се подкрене свеста и значењето на безбедноста во сообраќајот за нашата држава, модернизација на системот 112, хитна медицинска помош и примена на концептот Златен час. А клучни предизвици во рамки на оваа стратегија се идентификувани пребрзото возење како една од најчестите причини за особено за настанување на сообраќајни несгоди со смртни последици, возење под дејство на алкохол и дрога, ниска сообраќајна култура, застарен возен парк и инфраструктурни слабости и недоволна институционална координација. На сообраќајот на патиштата 2026-2030 година на натамошна постапка на Собранието на Република Македонија. За известител на седниците на Собранието го предлагам претеникот за процес. Констатирам дека дневниот ред на седницата на комисијата е исцрпен и ја затварам 39-та седница на комисијата.